Почитуван заменик, министерот беше до пред малку тука и застанавме со дискусијата. Ако сакате ретроградно да ви известам за што станува збор, јас побарав детална документација што се однесува до наемот. Тој каже дека моментално деталната табела е во финализирање и наскоро ќе ја видиме. Меѓутоа, како сакате да имам мислење, мнение за наем, односно заем кој што е наменски, и велите дека функционалноста на табелата ќе биде наскоро тука и ќе биде јавна, видиме на кои ставки се однесува заемот и ретроградното исплаќање. И повторно не добив одговор. Во однос на ретроградните исплаќања, сакаме да видиме инвентарски броеви и серијски броеви за она што ќе го плаќаме ретроградно. Втората точка за која што се фативме е креветите во вредност од 50.000 евра, иако тука беа присутни експерти од Министерството за здравство и упорно тврдат дека постојат кревети од 50.000 евра, доколку имавме таа табела, најверојатно и ќе најдевме начин да се согласиме. Согласно моите познавања од здравство, кревети во вредност од 50.000 евра не постојат. Не се произведени во светот такви. Креветите со максимална цена се 17.000 евра. Господјата Мајнова беше како експерт присутна тука и кажа дека тоа се кревети заедно со дефибрилатори. Ќе ве молам повторно доколку имаме табеларниот приказ, можеме и да предвидиме за што станува збор. Во овој момент тоа што е кажано не е кажано, тоа што е пишано е кажано. И конечно стигнавме до датумот во самиот наем, кој што вели дека ретроградно ќе се исплаќа се од 1 февруар 2020 година, иако првиот случај на COVID-19 во оваа држава се појави на 27 февруар, со што не се прогласува ниту епидемија, а камоли пандемија. На тоа министерот за финансии, приватно мене настрана, ми одговори дека сепак поради контролата од Светската банка, сите исплаќања ќе бидат од почетокот на COVID кризата. Уште еднаш ќе повторам, тоа што е кажано не е кажано, тоа што е пишано е кажано, променете го датумот согласно почетокот прогласувањето на пандемијата во оваа држава. Доколку сметате дека така може да се играме со датумите во документацијата, информацијата која што е ставена дека датумот може да биде варијабла, тогаш претпоставувам дека очекувате и другите ставки да бидат варијабилни. Следен пријавен за збор е пратеникот Лјупчо